2001. јас како и многумина го тврдам најодговорно затоа што луѓето се тука се уште, дел од нив се во раководството на Социјалдемократскиот сојуз, дека тоа го дознав на пресконференцијата, кога Бранко Црвенковски ги изнесе овие податоци и дека јас немам шанса никаква пред тоа да кажам што мислав, но имам шанса после тоа, како председател на анкетна комисија, да размислувам што се може да се случи како правник доколку ова работа не се финализира. И тогаш инсистирав, она што сега овие денови го говорев, дека требаше да дојде на анкетната комисија како председател, како лидер на опозиција и она што го тврдеше да го стави во функција на органите, на институциите на систем, за да добие легитимитет. Тоа не се случи и ден денес. Има точки во условно моралот во политиката, колку за него воопшто може да се говори. Значи, познато ви е скоро се. Таа екипа трча 2002. Вие сте човек од таблото на социјалдемократите во тој голем надпревар. Не сакам ни да подсетувам гласно што се не кажавте за автократот, за криминалецот Лјупчо Ѓоргиевски и го вративте Бранко Црвенковски назад. Ниеднаш не сте го поставиле прашањето дека ова е точката 2001 која ако не се расчисти. Многу е јасно дека понатаму сите интервенции ќе бидат смешни, вклучително и оваа ваша реакција последно дека знаете дека 4 политички партии имаат прислушни уреди во своите штабови. Тоа е само мало руморење на тоа. Јас бев председател на анкетната комисија, дадов и неколку интервјуа во пишани медиуми, тоа го имам, во една прилика и на една телевизија и постојано повторував дека и Бранко Црвенковски и тогашниот министр за внатрешни работи Доста Димовска морат едноставно имаат обврска како државни функционери, пратени и министр за внатрешни работи, да ги унапредуваат институциите. Едноставно да дојдат во анкетната комисија да кажат што мислат за тој случај. Според тоа не сум молчал. Јас сум бил и повикан, како што имав можност да разговарам со многумина луѓе што беа инволвирани како председател на постојаната анкетна комисија, инволвирани во таа афера. Од ова перспектива гледано, некои работи, некои детали ќе се заборават. Пишував. И за карактерот на, мислам, за аферата, за последиците, импликациите по Социјалдемократскиот сојуз, говорев и на седници. На Црвенковски анонимен извор. Да. Му ги дал податоците. Колку што се сеќавам, тогаш тврдеше дека го знае идентитетот на човекот, меѓутоа се плаши во тие констелации да учествува во целата постапка, бидејќи го загрозува неговиот живот. Имате еден круг на упатени кои што велат дека тој воопшто не е анонимен и дека најголемиот дел од своето време го помина на компјутерот на Бихачка 8. Денеска службува некаде во некоја амбасада, а пред да замине обзнануваше дека ќе отидат многумина во пекол ако раскаже многу од работите доколку не го остават неговото семејство на мир. Има новинари кои виделе записи кои што тој претпоставувам тенденциозно сакал да ги остави како траги и пораки. Тоа е едната страна на можната злоупотреба на официјалниот систем. Кој вас, господине Петков, сте ви кажал дека 4 политички партии имаат паралелни системи? Пак некој анонимен? Не е анонимен. Да. Јас моите информации... Значи, јас вечерва ви го трошам времето во кое би можеле да напишете уште некоја страница од писмото до Гордан Јанкуловски. Па може и така да се свати. Зошто дени дали пишувате? Па не, знаете како е. Некои луѓе треба да бидат подготвени да она што го знаат како информации да го стават на располагање на надлежните органи. Мојата задача како пратеник уште повеќе е одговорна за она што знам. Не се тоа само индикации, индиции, како што велат пратеници, сомнеш и така натаму,